Патувањата се составен дел од животот. И сега вие би рекле, да, патување. Но секој патување мора да има своја цел, своја маршрута и враќање назад. И управо сте. Ништо подобро од патување со намера да се види нешто, но верувајте дека сепак нема ништо подобро од патување со намера да се представи нешто. Авторот на оваа емисија и двете наредни кои следуваат, ја имаше таа чест да биде дел од една прекрасна експедиција, да биде дел од една турнеја чии резултати колку и да беа очекувани со својот интензитет, со својата големина и успех, не оставија никого равнодушен. Било тој да бил дел од публиката, било тој да бил случаен намерник или дел од домаќините на она што следува. А за што станува збор? Членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, уште еднаш покажаа дека се вистинска гордост на овој град. Кавадаречките играорци од 22 до 28 август оваа година реализираа турнеја низ Сојузна Република Југославија и Република Унгарија, учествувајќи на 3 фестивали на кои настапија, представувајќи ги македонската култура и традиција, македонскиот фолклор, народни песни и игри. Кратка, напорна, но и повеќе од успешна турнеја. Затоа, без никаква грижа на совеста, може да кажеме дека фолклорниот ансамбл Тиквеш и неговите членови во овие тешки времиња беа вистински амбасадори на Република Македонија. А се започна во Баваниште, Југославија, на почетокот на 5-дневниот фестивал со кој тамошните жители го прославуваат крајот на летните земјоделски активности. Домаќини, членовите на културно-уметничкото друштво Жарко Зрењанин. Со еден збор незаборавно. Пристигнувајќи во Ковин, во чија општина спаѓа и Баваниште, бевме поздравени од тамошниот градоначалник, падна првите изјави за медиумите и на пат кон Баваниште спектакуларен пречек со пајтони за кои се погрижија членовите на локалниот којнички клуб, пошто дојде и сместувањето, по официјалното добре дојде од председателот на културно-уметничкото друштво Жарко Зрењанин, господинот Светислав Секолич. Југослав, Стојан, господја Верица, Лазо, Ацо, Зоран, Светлана, Јово, Стево, Жико, Снежана се само дел од имињата на многуте наши нови и стари пријатели од Баваниште, со кои поминавме незаборавни 2 дена, во кои според домаќинскиот протокол заедно се дружевме, забавувавме и шетавме, се до двочасовниот концерт со кој фолклорниот ансамбл Тиквеш ќе остане во сеќавање до следната средба со нашите домаќини и пријатели од Баваниште. Заедно со нив го посетивме и Белград, а во Белград стадионот и музеот на фудбалскиот клуб Црвена звезда, старата историска тврдина Калемегдан, како и срцето на овој град, улицата Кнез Михајлова.
И тука некаде би дошол главниот настан. Финале на нашиот престој во Баваниште. Двочасовниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш во преполна сала, каде што кавадаречките играорци уште еднаш успешно потврдија дека нивниот ентузијазам и љубов кон македонскиот фолклор прераснал во вистински професионализам со целосен респект кон традицијата и македонската култура. Впрочем, моите зборови овде се излишни, уверете се и сами.
Во склопот на големиот концерт во Баваниште, во салата која буквално одекнуваше од аплаузи, со свој програмски дел се вклопија и младите фолклористи од Баваниште, кои се надеваме дека наскоро ќе ги видиме и во Кавадарци. И тука некаде би бил крајот на првата емисија, реализирана од видеоматеријалот кој го донесовме од 7-дневната турнеја на фолклорниот ансамбл Тиквеж низ Југославија и Унгарија. Но приказната не завршува овде. Потврдата на големината на успехот кој го имаа кавадаречките играорци доправа следува. А тоа се случи на еден од најголемите европски фолклорни фестивали кој се одржа во градот Егер, Република Унгарија. Успех кој популарните кавадаречки играорци го посветија на својот град Кавадарци, настапувајќи како културни амбасадори на својата Македонија.